Добро утро, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новото издание на Да си кажеме во рамки на утринската програма на Телма. Ова утро ќе им посакам добро утро и добре дојде на две дами, а темата за која ќе зборуваме е како до поефикасна битка за спречување на перењето пари и финансирањето на тероризам. Гости во студиото се професорката од Факултетот за безбедност Светлана Николовска и Дијана Рикаловска, одговорна во секторот за спречување на перење пари во Шпаркасе банка во Македонија. Добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Благодариме на поканата. Професорке, во Македонија имаме закон усогласен со европските стандарди од 2018 година јуни за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, надополнет минатата година, ако не се лажам, со некои новини кои се неопходни. Меѓутоа, генералниот впечаток и перцепцијата и на граѓаните е дека, освен големиот проблем со корупција, имаме проблем и со малиот број на ефикасно третирани случаи за сузбивање на перење пари. Зошто е тоа така? Значи, дека во 2018 година е донесен закон за спречување пари, не. Значи, законот за спречување перење пари е донесен многу порано. Со донесувањето на законот за спречување перење пари, на некој начин е воспоставен системот за спречување на перење пари. Инаку кривичното дело, перење пари, е уште во првиот кривичен законник на Република Македонија од 96 година, но како што се менува кривичниот законник, како што доаѓаат препораките од меѓународните документи, така се менува и дополнува законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Затоа не тргнав од осамостојувањето на државата, туку од последните две поголеми новини, усогласувањето со европските директиви во 2018-та и минатата година некои дополнувања и измени во однос на новите технологии и криптовалутите. Да. Меѓутоа, прашањето е генерално, зошто, иако имаме закон, значи многу одамна, усогласен со европските стандарди од пред некое време, битката против спречувањето перење пари е недоволна. Барем таква е перцепцијата во јавноста, не знам дали вие го делите тоа мислење. Да, дефинитивно го делам мислењето, затоа што јас повеќе години ја истражувам оваа проблематика. Значи, јас сум професор на Факултетот за безбедност, каде што специјалност ми е финансискиот криминал и перењето пари, и долго години се занимавам со оваа проблематика, значи истражувам. Моите истражувања укажуваат на тоа дека финансискиот криминал многу повеќе се пријавува, но немаме правосилни судски пресуди и немаме конфискација на имот. Со секој финансиски криминал, бидејќи мотивот на финансиски криминал е стекнување на незаконски приноси. Апропо на тоа, дека каде завршуваат тие пари? Значи, пронаоѓањето на тие пари, каде завршуваат, е веќе втората фаза или перење пари на нелегално стекнати приноси. Тука сме слаби. Значи, според моите истражувања, ако, да речеме, за злоупотреба на службена, пошто тоа е најактуелно, злоупотреба на службена положба и овластување, во некои години дури 70% од вкупниот финансиски криминалитет се злоупотреби. Само 2 до 3% се актуализирани случаи со перење на пари. Значи, тоа е многу малку. Но тука се јавуваат неколку проблеми. Уназад неколку години се воспоставува системот за спречување на пари, се прават измени во кривичниот законник во самото кривично дело перење на пари, без ако тоа не е, наречеме, усогласено со сите стандарди и со сите потреби од практиката, не може да се, значи не може да се гони. Не може да се гонат сторителите. Дозволете да прекинам. Законите се усогласени, имаме закон, квалитетен е законот, не се применува или зошто само 2% од сите прекршоци на злоупотреба на службена должност за финансиски криминал се процесуираат како случаи за перење пари? Значи, токму во таа насока сакав да ви кажам, ама ние професорите, кога ќе земеме час 40 минути објаснуваме, се малку да внесеме нели шега, зошто не се процесуираат случаите? Значи, тоа е проблем. Зошто кај после предикативните дела немаме осмелување на институциите да не да го прошират, него веднаш и да почнат со осомневања дека тие пари завршили и дека има елементи на перење пари. Значи, тука е проблемот се уште кај органите на прогон, бидејќи и судството, бидејќи судиите и обвинителите треба
да судат на цврсти и необорливи докази. Најтешко е за перењето пари да ги обезбедат доказите. Сега, тука се јавува еден проблем. Бидејќи тие што стекнале пари со финансиски криминал, да речеме со даночно затајување. Тука нема само пари од даночно затајување, тука има пари од добивка од фирмите. И сега, како тие пари ќе ги излачат, кои се криминални, кои не се, за да може процесот да оди и со перење на пари. Значи, тука е клучно тоа. Се бара како да се обезбедат цврсти докази. Во таа насока, значи од 2018, веќе се работи повеќе, поинтензивно, на носење на стратегии, благовремено поведување на финансиски истраги. Ако се бара докази, материјални докази за предикативните дела, за перењето пари ни се потребни докази кои што може да се обезбедат со финансиска истрага. Самата финансиска истрага значи следење на трагата на парите. Каде ќе ги пронајдеме парите и тука треба со методи на финансиска истрага да се излачат кои се законски, кои се незаконски, за да може да се поведе постапка за перење на пари. Има многу потпрашања, меѓу другото сакам да прашам како тоа функционира во другите земји. Рековте дека отсуствува овде и одземање на нелегално стекнат имот, односно конфискацијата како метод за да се намали бројот на случаи во иднина на оние кои би се дрзнале да перат пари, а потоа, односно да стекнат незаконски пари, а потоа и да ги перат. И да, и по теорија и во пракса докажано е дека делата за перење пари и финансирање на тероризам се едни од најтешките за докажување. Меѓутоа да и дадеме збори на втората соговорничка и веројатно станува овде збор за игра на мачка и глушец, односно како се развива светот со новите технологии, така криминалците бараат нови начини како да го заобиколат системот и да нелегално стекнат, да го злоупотребат системот, а така државните органи, односно регулативата бара начин тоа да го санкционира. Што е најнов тренд во светот со оглед на тоа што вие сте раководител на одделот за спречување на перење пари? Заменик овластено лице. Добро. Една корекција. Значи, јас прво би сакала тука да искоментирам во однос на примината на законот и законските одредби и соодветноста на законските одредби. Значи, законот е за нас банките и другите финансиски институции кои што се субјекти, односно имаат обврска да постапуваат по законот, е сушност лек специјалис и ние мораме да постапуваме. Значи, законот си е донесен врз основа на меѓународната регулатива. Моментално, онаков како што спомнавте, од 2018 година од четвртата АМЛ, односно антимани лондеринг директива, сега се спрема во собраниска процедура и да се усогласи со петата директива. Значи, тука целосно си усогласен, нема, мислам, никакви недостатоци. Во однос на примената, ние и тоа како што сме обврзани да постапуваме по закон и тоа како сме посветени во воспоставување и во примена на мерките кои што се пропишани со законот. Значи и банките и другите финансиски институции. И во одлична, би кажала, спрега со Управата за финансиско разузнавање, ние навистина постигнуваме резултати и тоа во пред се и во детекција, превенција да кажам, и во детекција. Така да тука немам никакви забелешки во смисла дека во таа спрега со надлежната институција Управата за финансиско разузнавање секогаш имаме случаи кои што е известено понатаму во другите институции. Значи се преземени мерки и секогаш имаме фидбек ние, банките, како е постапено. И сега понатаму, нели, како што кажа и професорката, останува на останатите институции да се процесуира до крај делото. Во однос на технологиите, значи ние сега сме пред голем предизвик како банки, да од една страна, бидејќи сето тоа го забрза пандемијата, да кажам, таа потреба во воведување на нови технологии, иако тие заземаат широк замав на светски рамки, но тука во локални рамки полека, но сигурно новите технологии го заземаат приматот. Значи, прво имаме тука технологии од страна на главните финансиски активности, значи како да се зголеми ефикасноста и квалитетот на услугите, односно продажбата на
да се подобри продажбата на услугите и производите на банката, како преку дигиталната технологија да се приближат до клиентите, но од друга страна, бидејќи тие се ранливи категории во смисла дека може да бидат злоупотребени од финансиските криминалци, ние како банки мораме да развиваме и технологии за спречување перење пари. Значи, од двете страни. Да, за која технологија станува збор, можеби ќе ни кажете подоцна во текот на емисијата. Меѓутоа, првото прашање би било, уште одамна има, согласно законот и уредбите и директивите од Централната банка, секоја банка мора да пријави секоја трансакција поголема над одредена сума на пари, без разлика дали доаѓа од фирма или од физичко лице. И тие правила се јасни. Кој е оној аларм кога се вклучува во една банкарска институција, например во една финансиска институција, дека можеби зад тоа стои нешто сомнително? Дали тоа се определува поради сумата, висината на сумата или нешто друго? Различно. Значи, тоа се индикатори за спречување перење пари и финансирање тероризам, кои што ги пропишува Управата за финансиско разузнавање. Тие индикатори, листа на индикатори, ние треба да ги имплементираме во нашите системи. Значи, во тоа се состои технологијата, значи да воспоставиме еден ефикасен систем на мониторинг на трансакции, затоа што ние не можеме во тоа мноштво на трансакции да ги гледаме нели сите трансакции, туку треба да поставиме правила, соодветни правила, и од тоа зависи нели умешноста на професијата наша, како да се постават вистинските правила врз основа на листа која што ја кажав, и потоа системот сам да препознава дали се активираат тие правила. И доколку се активираат, ние треба да ги погледнеме, да ги анализираме тие трансакции, и доколку забележиме тоа веќе субјективен, односно човечки фактор. Таа комбинација е неизбежна. Значи, освен не може се да се остави на вештачката интелигенција. Не може никако тоа. Да, тоа е јасно, меѓутоа сакам да ве замолам, ако е можно да кажете кој дел од тие индикатори, вака, кои би биле разбирливи за гледачите, бидејќи во тоа, како што рековте, мноштво на трансакции, се е електронски, се е дигитално, и не може никој да будно да ја следи секоја трансакција. Буквално, меѓутоа, кога се вклучува алармот, кога се вклучува црвеното копче? Значи, има, како што кажав, листа на индикатори кои што се однесуваат, например, на географските ризици, зависи, значи, кон кои земји, да речам, има од и кон високоризични земји, кои што се утврдени. Секоја банка треба да си утврди високоризични земји, но имаме некој извор кој што го користиме сите и го прилагодуваме не само овој сегмент, туку и било што мора да се прилагоди во зависност од околностите во кои што функционира банката и незините клиенти. Значи, трансакции од и кон високоризични земји, трансакции со нерезиденти, има потоа секоја трансакција со нерезиденти внимателно се следи? Па сега или со само ако доаѓа од последната ризични земји? Со последната национална проценка која што беше издадена од управата во 2020 година, значи ставени се нерезидентите како поризична категорија, така да ние станавме малце повнимателни со нерезиденти и така да ги гледаме. Например, без разлика нерезидентот, да речем и да е од Европска унија, ако сака да отвори сметка во нашата земја, ние секогаш го прашуваме која е причината. Мислам, што ќе прави во Македонија за да може да биде оправдан тој деловен однос. Не може, мислам, туку така да се... Кога станува збор за одлив на пари од Македонија надвор, еве, например, пред неколку месеци беше актуелно и тоа македонска мрежа на европски новинари открија дека сомнителни имоти на луѓе во Дубај, меѓу кои имаше и 50 на македонски граѓани со имоти таму. Јасно ли е, например, на кој начин тие граѓани од Македонија ги изнале парите во Дубај за да таму купат имот, стекнат? Бидејќи шпекулира колегите дека станува збор најверојатно во поголемиот број за корумпирани политичари, иако не може да се прави една таква генерална слика, бидејќи во Македонија за среќа има и луѓе кои честно го стекнале својот капитал, па можат да си дозволат да си купат имоти на тие луксузни дестинации. Сега прашањето е на кој начин излегуваат парите од тука и дали тоа банкарскиот систем го следи или парите се вадат во кеш, во куферче, па тамо на кој начин тамо може да се внесат во финансискиот систем, веројатно и Дубај не дозволува да се купува стан, пентхаус, хациенди и луксузни вили со директно во готово, со пари во готово.
Нас ни е битно и обрнуваме особено внимание на потеклото на средствата. Значи, ако нема закон за тоа, сепак по законот за спречување перење пари имаме таква обврска. И сега морам да кажам дека на почетокот, кога ние на ниво на многу делуваме на ниво на банкарска асоциација, за да можеме сите воедначено да постапиме, значи да не си бидеме во борбата против перење пари и конкуренција едни на други, туку сакаме да имаме унифициран пристап, нели сите, и затоа се договараме за некои значителни теми кои што би можеле да предизвикаат реакции кај клиентите, да имаме унифициран пристап за да може тоа да го спроведеме како што треба. Значи битно не е потеклото, утврдување на потеклото на средствата. Штом ние утврдиме и се увериме во легалноста на стекнатите пари кои што ги внесува клиентот во системот, потоа исто така битно е трошењето на средствата и ако сака да префрли на пример во странство, мора да има документ основ по кој се префрла. Тука исто така и строгата регулатива од Народна банка во однос на платниот промет со странство, значи мора да приложи документација и ние едноставно оценуваме за економската оправданост. Исто така и имотот кој што го купува во странство мора тука има обврска да го пријави во рок од 60 дена дека купува имот во странство. Добре, така да има механизми, да кажам, за да се следат тие трансакции. Зошто тогаш остана голем прашалник околу овој случај? Конкретно бидејќи има закон за потекло на имот, односно банките нема закон, меѓутоа во рамките на законот за спречување на перење пари, банките имаат право да бараат потекло на имот и бараат. Потоа бараат како се внесени парите во банкарскиот систем и како се изнесени надвор. На крајот бараат и потврда дека е стекнат имот во странство. Како е можно да не стане јасно за што станува збор во овој случај? Дали станува збор за корумпирани политичари или за бизнисмени кои најлегално си ги стекнале парите, па може да си дозволат да се купат имот во пространство? Значи, тука се отвараат многу прашања. Јас го поздравувам многу новинарското истражување, бидејќи новинарите, значи, работат на тоа да истражат такви случаи, но и меѓународната соработка новинарите, значи тоа на меѓународно вмрежување на новинарите, доаѓа до откривање на вакви случаи. Претходно имаше уште една емисија каде што се утврди за наши поранешни бизнисмени и политичари како нивните пари се во странство, како имаат, да речеме, огромни сметки, како ги префрлувале парите. Тука се отвараат како се префрлени парите. Тоа е второто прашање. Првото прашање е како се стекнати парите. Значи, парите може да се стекнат на повеќе начини. Може и со легална заработувачка. Може да речеме и легална заработувачка, ама не е пријавен вкупниот приход. Значи, дел од приходите се пријавени, дел не се пријавени. Или имаме случаи... Добро, има варијанти милион. Меѓутоа, ако се легално стекнати парите, проблемот е помал. Тој може да си ги пренасочи во банка во Дубај. Само дозволете со подпрашање. Ако станува збор за корумпиран политичар кој нелегално ги стекнал парите, на кој начин се внесуваат парите во системот и на кој начин се изнесуваат од државата? Тоа е прашање. Како корумпираниот политичар да ги стави своите пари на сметка? Еве јас ќе ви кажам, со бројни договори на дело. Со тие договор на дело, тој плаќа персонален данок и со фирма ќе склучи за интелектуални услуги, за било што ќе склучи. И тогаш тие пари ќе легнат на сметка. Меѓутоа со тие пари не може, ако ги намени за договор на дело, не може Ама тие пари си ги добива за себе. Да речеме консултантски услуги во таа и таа фирма, во таа и таа странска компанија. Тие му исплаќаат финансиски средства, така и тие веќе се легални, платен е персонален данок. Но како е склучен тој договор е многу битно и зошто е склучен баш со тоа лице. Значи тоа е тој параван. Но она што го зачнавме како прашање, парите од криминалот и може да бидат легализирани. Значи првата почетоците на перењето пари се поврзани со недозволена или шверстот на дрога. Значи парите кои што доаѓале од дрога, како да се стават во легален финансиски систем. Тогаш се измислени шемите на перење пари. Ќе го платиме данокот спрема државата, ама парите да ни бидат слободни, да може да располагаме со нив. И тие пари се внесувани како платен промет. Но сомнителни станале тогаш
кога она што треба да го работат банките и мислам дека го работат, запознај го клиентот. Секоја банка си ги познава нивните клиенти, зачи они долги години работат, знаат кој е правно лице од прилика колкав промет прави, колку внесува нели пари на сметка секојдневно, нели секојдневно треба да внесува и тие ги следат клиентите. Еден од првите индикатори е запознајте го вашиот клиент. Еден од значајните индикатори следете го вашиот клиент. Од тука се добиваат индициите, значи ако некој имал претходно промет дневно 200.000 или 150.000, 30.000, 15.000 и одеднаш има 2 милиони. Сомнителноста е враќање назад и тука може да биде легално. Добиле тендер. Така. Ама сега, еве тоа е моја специјална да речем, што од тој тендер е реализирано, а што е со значи земено како провизија. Еве теоријата ова го знае, науката го познава и го пренесувате го пренесувате ова на вашите студенти идни инспектори, веројатно. Да. Зошто тогаш отсуствува поефикасна битка? Нема волја за да се спроведува ова? Постои страф од одмазда можеби кај инспекторите, кај надлежните институции и институциите на прогонот, или пак клучот е сепак во правосудството, обвинителството и судството? Многу добро праси. Значи, јас правев анализа на поднесени пријави, обвинети лица и осудени. За финансиски криминал максималната осуденост, некаде веќе повеќе од 20 години ја следам проблематиката, е 15%. Од нив само на 3% им е конфискуван имот. За перење пари тој процент е многу мал. Зошто? Клучното прашање, храброст имаат, знаење, бидејќи јас доаѓам од Министерството за внатрешни работи, пред професорската кариера бев и некаде околу 16 години во делот на економски криминал, се има, закони имаме, стручни лица имаме, но тука е дилемата кај обвинителите, дали со овие докази докажуваме дека парите се криминални. Еве, да речеме за даночно затајување. Добро беше поентата со вашата анализа за малиот број, малиот процент на финансиски криминал, рековте 15%, од кои конфискација на имот само кај 3%. Да. Зошто да не одиме по детална и подлабока елаборација, туку да ми одговорите по-конкретно, ако постои храброст, постои знаење? Да. Што отсуствува? Волја? Политичка? Јас би кажала тука дека тие што имаат намера да перат пари, криминалците, секогаш имаат многу чиста, комплетна документација за да се подкрепат и за да најдат, за да ги докажат, за да докажат легалноста во наводници на средствата. Значи тешко е за докажување. Тешко е за докажување. Да. Значи тие се секогаш чекор напред, да кажам, криминалците и мислам Значи во таа насока треба да се финансиските истраги. Значи самата финансиска истрага не подразбира да ги најдеме само криминалните пари. Тука се опфаќа комплетно кога се работи лице. Еве да земеме корумпиран политичар. Тој се работи уназад 10 години. Со кој имот располагал? Какви се неговите наследства? Дали имал акции во фирми? И низ годините како текло неговото богатство. Но има и друга работа, значи не, да кажеме, ние сме многу интелигентни луѓе, интелигентна нација. Не го чуваат на свое име, значи на браќа, на сестри, но на пријатели. Тука треба да се докаже како имотот е префрлен од едно на друго лице. Самиот закон, нашите закони викат, дали е даден соодветен против надомест. Значи тој на кој што му е препишана куќата од 2 милиони евра, дали може тој таа куќа да си ја направи, а претходно бил невработен. Па нашата, да речеме... И како се правдаат тие 2 милиони? Од каде ги нашол тој невработениот? Се уште го немаме законот за потекло на имот. Значи, врз основа на што ќе го прашаме? 3 децени немаме закон за потекло? Немаме. А зошто немаме? Еве, зошто науката не ги поттикне надлежните да го науката и како ги поттикнува? Баш на оваа конференција што бевме, значи, во четвртата амала конференција за спречување перење пари, каде што се споделуваат различни искуства и има учесници од сите институции. Да, баш го најавија дека се во некоја напредна фаза на законот за потекло.
Значи ние имаме, законот го немаме, но имаме закон за спречување на пари и имаме во кривичниот закон и кривично дело против правно стекнување на имот. Но се врзува само со лицата кои што се на јавни функции. Затоа што не има да ги префрлиме на лицата, ќе го избереме обичниот граѓанин. Значи, во право е господјата кога кажува дека се е подготвено. За се Имаше има документи. дебата околу законот за потекло на имотот, ако биде донесен дека ќе отвори голема лепеза за злоупотреба, бидејќи тогаш не само корумпираните политичари, туку секој граѓанин ќе треба да го докажува потеклото на имотот, а тоа може да биде меч со две острици, или? Како гледате вие како експерт на оваа тема? Меч со две острици. Она што јас долги години го кажувам на повеќе конференции на дебати. Ние закони имаме, ние стручни лица имаме. Кај сите нив треба да ги охрабриме од тоа делување. Значи, стравот кај луѓето. Ако го отворам тој случај, дали тука е вмешан некој висок политичар, ќе го изгубам работното место. Значи, тука треба да имаме деполитизација, посебно на органите на прогон, значи посебно на делот за финансиски криминал. Луѓето тоа што ќе го сработат додат до крај. Значи, јас порано кога сум работела, ќе работиш случај, ќе дојдеш до завршница и ќе стои некаде во фиока. И после 10 години ќе излезе случајот. Значи, еве и сега има случаи кои се излегуваат од 2006, од 2008. Каде сме биле до тогаш? Она на што треба да се работи. Ќе се донесе законот. Како ќе се применува? Зошто не е донесен тогаш толку време? Знаете кој ги носи законите? Па треба некој во парламент да гласа. Така, а дали на тој му одговара да гласа? Што е вашето објаснување? Намерно не ги носеа политичарите за да... А што мислите вие, мал бројот е на луѓе во Македонија кои што има незаконски стекнат имот? Кој што може да го правда како го стекнале? Така? Кога ќе ги отворат случаите како фирмите работеле, како стекнувале, па еве и вие новинарите ги отворивте случаеви. Како фирмите наши од, да речеме, кои што беа од поранешна ЈУ, па после преку трансформација на општествениот капитал, па бројните стечаи и после парите ги најдовме во странство. Како тие ќе ги правдаат тие пари? А тука имаше донесени закони за трансформација на општествениот капитал. Да ви кажам еден случај од праксата, може ќе стане на многу луѓе јасно. Имаше, значи не коментирам во кој суд во Македонија, оставинска постапка. И сега во оставинска постапка, нели се дели имотот на покојниот родител. Меѓу кои се кажува дека и човекот имал под перница 100.000 евра. Едно од децата наследува куќа, стан, ниви, ова, она, но само еден, да не кажам со каква функција, ги наследува 80.000 евра, а другите помал дел. Која е индицијата? Од каде баш тој да ги земе тие пари? Не се тие негови пари што се земени од корупција? Па сега е дојдена шанса во оставинска постапка, ќе ги пријавам дека се татко ми ги чувал под перница? И тоа има, значи. Па има. Државниот буџет во 2020 бил оштетен за најмалку 30 милиони евра, покажуваат податоците од Управата за финансиска полиција. Во таа година, во 2020-та, значи кога беше онаа пандемиска година, во времето на најголемите карантини, поднела повеќе од 70 кривични пријави до јавните обвинителства за наводи за злоупотреба на службена должност. Колку од нив се процесуирани не знам, веројатно е мал бројот, бидејќи немаме чуено некаков расплет, позвучен барем. За разлика од 2020, во 2019-та, управата поднела исто така 79 кривични пријави, но вредноста на штетата врз буџетот, што ја проценува управата за финансиска полиција, изнесува 150 милиони евра. Најголем дел од овие пари се злоупотребуваат под графата злоупотреба на службена должност и веројатно тука е одговорот јасен дека најголем дел станува збор за избрани именувани лица, односно политичари. Или на некој начин јас многу сум против кога нели ги ставаме сите во еден кош изменувани политичари. Значи, треба да се разбереме. Злоупотреба на службена положба и овластување, според начинот на извршување и според таму каде што се извршува, најчесто е поврзано со јавните набавки. Значи, тука да ни биде на сите јасно. Како се злоупотребуваат буџетските пари? Два основни начини.
Првиот начин е неуплаќање на пари по основ на данок, принос и избегнување на царини во буџетот, а вториот начин е како да се извлечат од буџетот и тие веќе уплатени пари. Тука е најголемиот проблем што го имаме ние, бидејќи од буџетот најлесно може да се извлечат преку јавните набавки. И сега ќе кажеме јавните набавки, имаме закон за јавни набавки, да, имаме се. Но како тоа се спроведува во пракса? Како се местат тендери во денешно време? Како се местат тендери? Значи тендерите и може и легална да биде процедурата. Но понатаму со изведувачите, со подизведувачите, ако треба да се направи, да земеме патиштата, ако треба да биде асфалт од 10 сантими, кој ќе го мери дека е 10 сантими, ќе биде 8 сантими. Затоа што надзорот си го назначува изведувачот. Тие ли меѓу себе ќе се кажат? Ќе го ставате 8 сантими. Зошто пред 2 години направен пат е со дупки? Не знам дали се сеќавате вие новинарите следите, пред колку години беше светското првенство во фудбал во Бразил, каде што падна мост. Надвожњак. Зошто падна? Од квалитетно дека е изработен. Па и кај нас тоа се случува. Значи најголемите пари се земат во градбите. Најголемите проценти. И ние имаме... имаме... спомнавте, Бразил, светското првенство беше 2014-та. Па да, и тогаш имаше. Значи не е само кај нас. Како тоа го прават земите со најнизок степен на корупција? Оние, веројатно станува збор на свесноста или има и механизми? Најбитни се механизмите, но и како се да речеме... Зошто не ги примениме скандинавските механизми тогаш? Сега да ви кажам, значи тука е во историјата и во јас што кажувам интелектот кај граѓаните. Таму луѓето од мали се учат да си ја сакаат државата, да си ги плаќаат даноците, да ги почитуваат прописите. Јас ќе ви кажам чиста една паралела, кога ќе дојдат нашите што се во странство. Така во летен период има наплив низ цела Македонија. Возат многу побрзо. Така, свираат, свашта права. Дали така се однесуваат во државите каде што се на работа? Вика, таму има закони. Не, затоа ве прашав дали е до свесноста или до механизмите. Рековте и до механизмите. И до свесни, и до механизмите. Зошто не ги примениме тогаш тие странски механизми што вродуваат плод? Ама ние ги применуваме на хартија. Ние законите, во пракса не ги применуваме. Значи ние на хартија имаме се совршени закони, имаме и совршена, ајде сега да видам, совршена алчност како да се дојде до пари. Во еден труд напишав дека ако влезеш во политика и не профитираш, тогаш си зошто си влегол? Значи ако дојдеш на позиција и не се офајдиш од позицијата, можеш да подпишуваш договори и тендери, тогаш не те бива. Бидејќи за да дојдеш на позиција, треба да имаш поддршка. Така, во 2022-та и последниве години најголем тренд, односно најголем предизвик за истражните органи станува криптопазарот, криптовалутите, бидејќи и криминалците се научија дека поради таа дискретност, анонимност кога станува збор за криптовалутите, им се отвори широк простор за на тој начин да ги легализираат нелегално стекнатите пари. И сега битката за спречување на перење пари се насочува кон криптовалутите. Да. Може ли да ни кажете нешто повеќе за тоа? Да, тоа уште во 2018 година е препознаено од едно меѓународно тело кој што се вика FATF, Financial Action Task Force. И затоа кој што има издадено препораки за спречување на перење пари и финансирање тероризам, и кога е препознаено, значи ревидирани се тие препораки и се ставени, вклучени се одредби кои што треба да ги регулираат, да го регулираат криптопросторот, односно оваа технологија. И бидејќи земјите членки на Европска унија имаат обврска препораките од ова меѓународно тело да ги спроведат во своите национални законодавства, тоа и се случи со петата Европска директива и сега тоа се случува и со нашиот закон кој што е предлог и во собраниска. Ние уште го немаме регулирано тргувањето со криптовалути за да дојдеме до моментот за да и сега и тоа како на перење пари. Така, и тоа како е сега регулирано со со новиот закон што го очекуваме, затоа што се согледаа состојбите какви се во нашата држава и дека има потреба за тоа, се реагираше брзо, да кажам, и со тоа што клучен акцент е ставен на давателите на услуги, поврзани со виртуелни средства, значи тие влегуваат како субјекти кои што имаат обврска да применуваат мерки за спречување перење пари.
Значи тие што овозможуваат вакви трансакции мора прво да се регистрираат со новиот закон мора да се регистрираат и ќе биде надлежен орган управата за финансиско разузнавање, значи да добијат лиценца, дозвола за работа и потоа исто така да применуваат мерки согласно законот. Значи што важи за нас банките, ќе важи и за нив. Професорке, како експерт за финансиски криминал, она што се случуваше на криптоберзите во изминатиот период, повеќе го објаснувате како резултат на таа невидлива рака на пазарот, односно ете како една своевидна берза на невидливи на дигитални валути, или пак повеќе како начин за перење на пари како своевиден криминал со оглед на познатите факти дека во еден ден се случуваше да се стопат, да исчезнат милиарди евра со еден твит само, например, на некој финансиски моќник, и потоа дали тоа станува збор за наивни луѓе кои купуваат криптовалути или пак начин на перење пари? Тука пак повторно има, значи појавните облиците бројни. Значи јас себе и во младата популација со кој што разговарам, значи они сакаат да вложат 100 евра, 200 евра во криптовалути, бидејќи мислат дека со тоа ќе добијат пари. Сега, нив може да ги искористат оние штрумфови за перење пари, значи преку ситни уплати. Мали трансакции. Значи тие се мали трансакции, тоа се користи и кај криптовалутите, но и кај другите уплати. Значи тоа терминот, ако не се лажеме, фишинг. Не, смартлинк. Смартлинк. Значи ние ги викаме штрумфови, значи тоа се повеќе лица кои што уплаќаат на една сметка, се со цел да бидат невидливи, не ги контролираат ниските уплати, а влегуваат на една сметка. И тука веќе значи се губи тој трагот од каде се доаѓаат сите уплати, но сите овие да речеме шеми, сложени, прости се видени од финансиските институции и затоа се бараат сега решенија како сите дејности да бидат регистрирани за да можат да бидат следени. Тук секогаш, значи да си знаеме дека сите компании, еве да ги речам, кои што на некој начин сакаат да одбегнат плаќање на данок, сакаат да одбегнат прикажување на вистински стекнати пари, изнаоѓаат начини. Значи тука и на самиот Ал Капоне, кој што е зачетокот на перењето пари и поврзување со основниот криминал, клучни се сметководителите. Значи тие ги изнаоѓаат она што кажа госпоѓата, секогаш има добри документи, сработени документи врз основа на закон. Но треба да се открие како е дојдено до тие документи и што се прикажува во нив. Она што јас сакам да го кажам, значи не е само да речем криптовалути, ние имаме бројни појавни облици на финансиски криминал. Значи не знаеме и како царинските служби работат. Значи се што влегува, се што излегува од државата, дали сето тоа е пријавено вистински од царинето. Затоа е потребно една поширока акција. Значи поширока акција на вложување на сите институции, секој од свој аспект, но она што ни недостасува можеби врзното ткиво, а тоа се јавното обвинителство. Кога ќе се почне случај во бројни држави високо развиени демократи, таму прво се блокира имот, па се оди кон постапката. А кај нас се чека да ја завршиме постапката, да докажеме предикативно дело и после од имотот нема ништо. Значи јас соработувам со колеги, кај нас вика и да е за убиство, прво се блокираат сметките. Прво се блокира, значи се обезбедува да не може да го отуги имотот, куќи, станови, фирми. На тој начин ја спречува корупцијата. Со кои пари тој ќе најде добри адвокати, со кои пари ќе подкупува суди. Значи работите треба да се решат во корен. Имаме. Имаме многу кај нас. Но како тоа во пракса? Од 100 луѓе кои што си ја сакаат работата, доволни се 2. Значи јас ако работам случај, еден да ми одаде податок, замине ќе си ги земе парите од банка. А тој со мене пие кафе и јас имам доверба во него. Дали ме разбирате? Да, интересно беше да ве слушам. Многу малку стана збор за финансирање на тероризам, бидејќи перењето пари често се поврзува и со финансирање на тероризам. Со оглед на тоа што Балканот е на некој начин сива зона се уште, во таа смисла какви се вашите сознанија во однос на ова, како Македонија стои на таа мапа глобална кога станува збор за перењето пари и финансирање на тероризам? Сакате ви? Да, може, според националната проценка, значи утврдено е дека
беше тоа со посебен фокус со непрофитните организации, беше утврдено дека има низок ризик за финансирање тероризам. Има ранливи региони во врска со тоа, меѓутоа сепак не постои висок ризик моментално. Како место завршен збор, ваша препорака како Македонија да ја зголеми ефикасноста во битката, иако веќе кажавте во повеќе наврати дека треба да се оди до крај, и кој е главниот предизвик за банките во наредниот период кога станува збор за оваа проблематика? Кусо, само како веќе имаме воспоставени системи, значи тоа се ембарго и санкции алатки кои што се препознаваат, значи вршат скрининг на учесниците во трансакциите и на клиентите кои што се во банката, за да знаеме како да постапиме согласно законот за рестриктивни мерки. Значи и да пријавиме, нормално да детектираме и да пријавиме некакво однесување. Сега моментално сме, да кажем, во предизвик со санкциите кои што се со Русија. Тука бидејќи има, мислам, истите технологии се применуваат на препознавање за да може да се утврди како да се постапи со трансакцијата, бидејќи трансакциите не треба да се извршуваат воопшто ако се работи за санкциониран ентитет. Така да тука имаме сега предизвик, значи мноштво на регулатива, мерки, пакет, шестиот пакет мерки веќе Европската комисија го издаде и нам на банките ни е многу тешко, значи не станува збор само проверување на другата страна на трансакцијата, туку и собствеништвото на другата страна на трансакцијата. Така да со тоа сега ни е главниот фокус да бидеме прудентни. Професор Геваш, завршна поента? Мојата завршна поента, значи банките имаат две основни функции. Од една страна треба да ги следат трансакциите, а од друга страна и они одговараат за злоупотреба. Значи банкарскиот службеник одговара за злоупотреба со елементи на перење пари, значи тоа е во самиот кривичен законник, во кривичното дело перење на пари, ако одадат информации за финансиска истрага. Од друга страна треба да ги следат сите трансакции. Јас би поентирала, значи банките да, но како да се обучат вистински сите банкарски службеници за да можат да ги оценуваат нивните клиенти. Она што треба да го направиме како држава, да ја обучиме можеби од почетната структура до највисоката. Затоа што ние на конференции на обуки одат раководители и шефови. Да го пренесеме знаењето на тие најдолу, бидејќи и во полиција, и во финансиска полиција, најблиску како да дојдеме до информации. Да, така и се делови на свесноста, мислам. Така. Значи, како да дојдеме до тие првични информации. Кога ќе ги имаме првичните информации, ќе дојдеме до случај. Но, ако сме некаде горе, не можеме да ги најдеме информациите долу, бидејќи тој вика, јас не знам на кого да му кажам. Би рекла дека оваа функција, спречување перење пари и финансирање и против борба со финансирање тероризам, не е само на одделот. Значи тоа треба да биде на целата банка или институција или што и да е. И ние сме практично во втора борбена линија. Првата е она линија, односно вработени кои што има директна изложеност, комуникација со клиентите. Значи, многу е важна корпоративната култура. И важни се вработените, клучно е тоа. Значи, на иста ниво, мислам, го ставам на исто ниво ова што рековте, запознае го својот клиент и обуката на вработените. Тука највеќе треба да се вложува од значи благајните па се до управниот одбор. Сите треба да бидат свесни за ризиците кои што можат да произлезат и начин како да се митигираат. Учителя Николовска Рикаловска, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма и на исцрпните елаборации и дебати. И ние ви благодариме. Да, почитувани гледачи, тука завршуваме, но утринската програма продолжува со своите вообичаени содржини. Најпрво кус преглед на најважните настани ова утро, продолжуваме со рецепт на денот, останете со Телма.